Што те натера да излезеш? Жобата да живеам во Македонија ме натера да излезам на улица. До сега правда во Македонија ретко сме оствариле, а ако нема правда не гледам како би се подобрило нашето општество. А ако не се подобри нашето општество, ја и верувам многу други не ја гледаат својата иднина тука, па решив правдата да ја барам на улица и не само сега, тоа го правам целиот мој живот, а го прават веројатно и многу други граѓани. Добро, ве обвинуваат за политичка позадина, дека имате некакви задни цели. Може ли вака најдиректно да ја кажеш на македонска јавност која е вашата цел? Ги имате барањата, но што стои во суштината, во позадината на тоа што го правите сите вие како екипа? Која е нашата цел? Кажав, нашата цел е да Македонија да се смени, да биде подобро, побезбедно место за живење и да останеме тука. Тоа е единствената заднинска намера. Претпоставам тие што обвинуваат, им го разбирам и стравот, во минатото многу пати се случувало движења да бидат злоупотребени, да бидат киднапирани и ние ќе дадеме се од себе тоа да не се случи и овој пат. Затоа и категорично одбиваме било каква поддршка или соработка со политичките партии. Тие имаат механизми во собранието, во институциите да се борат, ако сакаат вистински реално да ги имплементираат нашите барања. Вакви изјави се обичен гол популизам од нив дека они поддржувале било што. Добро, ве обвинува за соработка со Сорос, со Canvas, го знаеш ли Срđа Поповиќ? Срđа Поповиќ сум чул, може и сум гледал некоја емисија, не обвинуваат со Сорос, со Canvas, нели престана и ги скратија средствата, така што не знам, тоа е апсурдно, сега истата реторика, а финансиите се скратени. Нема никакви Сорос, Canvas, ние функционираме сами, герилски као што може да видите, средства немаме, некој од нас од ваш джеп од наш джеп нормално, некои се студенти, некои невработени, некои вработени, секој колку што може одвојува некој денар, еве ако сакате ексклузива, околу 14.000 денари вкупно се потрошени изминатиот месец ден. Па вие сте поефикасни него Македонското собрание сигурно. Па да, веројатно. Македонското собрание сигурно и сега се генерира трошоци дур се на одмор. Добро, планирате ли да побарате патни трошоци за се ова како што прават пратениците, затоа што гледам дека има тука доста луѓе. Па наместо патни трошоци би побарал да идат луѓето со велосипед или пешки доколку се во можност, бидејќи да внимаваме и на безбедноста и на животната средина. Добро, зашо беше у притвор? Имаше информации се споделија дека си бил во притвор. Во куќен притвор бев, заради тоа што бев приведен заради шарена револуција, иако тогаш јако бев приведен не беше шарена револуција. Ја тогаш верував во таа идеја, излегов зашто сметав дека се повредени одредени правни принципи и општествени принципи во кои што верував и излегов на улица, застанав за она што сметав дека е исправно. Не е точно дека сум бил осуден за палење на претседателската канцеларија, туку учествував во тоа што ќе стори кривично дело, односно тогаш што одби да се повлече пред налетот на полицијата. Дали понатаму таа револуција беше злоупотребена од минатата владеачка гарнитура, се разбира, тоа секој здраворазумен може да го потврди и да го види од нивното 7-годишно владење, каде што не само што не ги применија принципите за кои што провизорно се залагаат, токму напротив, ги напуштија целосно. Зашто си на улица? Тоа е главното прашање. На улица сум, како што каже и Борјан, затоа што сакам да живеам овде. Ние како млади луѓе сметаме моментално дека е неопходно да превземеме одговорност за ситуацијава. Неопходно е да правиме притисок врз институциите, затоа што гледаме дека само тогаш они почнуваат да бидат активни и да функционираат. Така да моментално имаме две опции, да чекаме правдата дома и да чекаме правдата на улица. Немаме проблем да чекаме на улица. Имаш ли верба дека нешто во оваа држава може да се промени, дека може да има системски промери, еве кои што ќе започнат со исполнување на вашите барања? Се разбира, затоа и се вратив од странство, ја студирав во странство, сега сум назад во Македонија. Моментално во Македонија има една многу искрена и здрава младинска енергија, која што на некој начин кулминира и со кој е следен. Ние сме тука сите млади луѓе кои што се трудиме искрено и двоиме по 5-6 сати на ден да организираме нешто, да составиме барања и сите тие да ги презентираме во јавност. Изненаден ли си од поддршката кој што имавте практично и на првиот и на вториот мирен собир кој што го организира? Па, видете, тоа не е по наша заслуга. Мислам, ние само направивме одредена логистика за да дојдат луѓето. Поривот на граѓаните е очигледен, трагедијата е огромна. Првиот мирен собир беше
со цел да бидеме заедно во тој тежок миг, затоа што само така и како општество можеме да се излекуваме, така да тоа не е по наша заслуга. Најпрво да те прашам зашто си тука? Тука сум од неколку причини, мислам повеќе причини. Најпрво заради неодговорноста на одговорните. Втората причина е за тоа што сакам да градам иднина дома за мене, за моите деца, за моите блиски и за сите нас. Тука сум заради тоа што ова не е индивидуална борба, туку ова е борба за остварување на колективниот интерес. Не е време да седиме дома, ова е последен крик. Јас испратил еден апел до сите разочарани и исплашени граѓани дека е крајно време да се разбудат, крајно време е да се освестат. Мислам овде до сите граѓани со искрени намери, сите граѓани кои се залагаат за правда, за едноставно за системски промени, за кои што им е преку глава од се ова што се случува сите овие 35 години. Иако јас сум генерација 96-та која што има офатено дел од тоа што се има случувано, но сосем доволно дел без сведок на многу неправди кои што се случија во нашата држава и сметам дека ова како последен крик мора да биде сватено и ова енергија мора да биде артикулирана на тој начин што навистина ќе притиснеме, навистина ќе создадеме еден систем кој што ќе продуцира правда пред се, кој што ќе продуцира еднаквост, кој ќе продуцира неселективна правда секако, кој што ќе продуцира една подобра иднина за сите нас. Значи ова е борба за сите нас. Само би испратил една порака исто така и до корумпираните елити дека нивниот филм заврши. Јас само знам дека до тука беше. Не знам како ќе биде понатаму, но само можам да порачам дека беше до тука и од сега понатаму ништо нема повеќе да биде исто. Ние сме тука на улица и ќе бидеме тука додека е потребно да бидеме излезни. Што ги им порачаш само на ние од партии кои што ве обвинуваат вас дека сте партиски обоени? На сите тие би им порачал да им се придружат, бидејќи тие се дел, бидејќи тие може да бидат потенцијални жртви едноставно. Бидејќи сите сме дел од овој систем. Значи ние се бориме против системот, да, но сите сме дел од овој систем. И така само би им порачал да им се приклучат и наместо на разединување тие да повикаат на обединување. Да им се придружат и заеднички да ја поразиме корупцијата, заеднички да ги поразиме сите оние да се оградуваме од сите можни етикети што ни ги лепат, се оградуваме од сите политички партии, ние не сме ниту една политичка партија, сме против начинот на функционирање едноставно на сите политички партии, бидејќи тие јасно покажа дека овие 35 години функционираат на еден начин кој што не треба се функционира. Зашто сте дојдени тука и дали сте член на некоја политичка партија или дали некој политички ве мотивирал да дојдете овде? Па морам да кажам дека не сум член на ниту една политичка партија. Само сум граѓанин кој што сака да ги следи политичките настани во оваа држава. Работам нешто што не е поврзано со политика, значи електроинженер сум. Работам на теми на дигитализација и сакам да живеам во нормално општество. На социјалните мрежи имаше многу критики дека движењето кое следеле поддржано од некоја политичка партија или дека е условно кажано, нели сигурно сте го читале на политички глодар и дека се овие луѓе се чувствувате како политички глодар? Па не, мислам дека неам многу време за тоа да ги пратам тие работи. Од време на време ќе отворам социјални мрежи, меѓутоа тоа што го пратаме профилите што ги следам не се многу поврзани со политика, морам да признам. Едноставно одвојувам од мојот ден, од мојата сабота, за да дојдам за утре да не морам да го правам ова. Дали се чувствуваш како политички глодар? Не. Дали си политички активен, дали некоја политичка партија те викнала тука да дојдеш? Не, никако. По своја волја сам си дојдов да видам. Искрено ме заинтересира и постот вчера што го постави сестрата на Фросина, не знам дали пративте, предпоставам и затоа имат во помал број луѓе, па затоа дојдов, сакав да видам што е реалноста, да. И според тебе која е реалноста сега? Што мислите вие? Еве да те прашам, мислиш дека тука луѓе се собрани за да тераат политика и за да изведат некоја политичка корист од трагедијата? Не верувам во тоа. Ако барајте од оваа ситуација да извлече некој политички поени, стварно веќе нема што да кажам, стварно. Да, секој судија има право да бара
доказ од тој што е суден. И пример кога имаш корупција или кога мислат немат доволно докази, они барат од тој што е суден да достави докази. Такав закон да донесеме во Македонија, многу ќе ни менја во суд. И нема да се влечка долгорочно во суд. И сега некој ако е корумпиран и ние као суд нема во момент нема докази, он треба да ги донаса докази, ако не е осуден. Крив е и такав закон да донесеме во Македонија, многу ќе ни менјаат работи. Во последниве неколку дена се водеше една условно кажано војна на социјалните мрежи дека овие луѓе кои што се собрани тука се политички мотивирани или некоја политичка партија ги викнала тука да ја руши владата и слично. Вие сте тука дојдени за да ја рушите владата и дали некоја политичка партија ве повикала да дојдете тука? Не сме повикани од ниту една политичка партија, чисто сме водени од нашата желба да се подобри днината. Ние можеме во секој момент да ја напуштиме земјата, бидејќи сопругото е од Холандија, меѓутоа сакаме нашите деца да не бегаат, сакаме луѓето да живеат нормален живот овдека, да се тргне оваа корупција и да почнеме да цветаме малце, да одиме напред. Ова овака навистина не е живот веќе овдека. Ние немаме нешто против владата, имаме нешто против корупција, не против владата. Владата ако сака да ја реши проблем, ние ќе го поддржиме. Како би им одговориле на оние кои што велеа дека овие луѓе што тука се собираат се политички глодари и дека се стаорци на кои што им треба дератизација? Кој си ја има мувата на капата си ја ишка, мислам што може друго да кажат освен тоа, како може да не сватат дека 90% од населението е незадоволно. Само тие што им е ветено дека нешто ќе добијат од владата, само тие не доаѓаат на протест. Иначе да анкетирате од врата на врата да одите, ја мислам дека 90% од нормално население нема да биде задоволен. Не од оваа, и од претходните влади, 30 години наназад. Нема разлика тука. Нема разлика, мислам. Тоа е, ние стварно очекувавме нешто од Панче и од Мичковски, стварно да донесет некакви подобри закони против корупција, али имале сега една година и кај се закони? Кај га вратиле тој што заедно го гласале со СДСМ и со ДУИ и со ВМРО? Тој криви. Кај е? Зашто не га вратиле? Зашто не га скинале тој закон? Мене тој не ми е јасно, мислам. Не, овдека сите се тепаат да дојдат на функција само заради лични интереси, апсолутно само заради тоа. Никој не сака да направи и јас не можам да сватам како може и после оваква трагедија, после 60 починати млади души и предходно уште не знам колку трагедии, како може на протест да дојдат само толку малце луѓе. Ја мислам дека цела земја треба да дојде овдека да спие пред собрание и пред влада, а не да седат дома, мислам. Ако чекаме од една трагедија до друга трагедија. Кога беше трагедијата со Фросина, почнаа да патролираат полициски коли по улица, во сообраќајот почна да се воведува некој ред. Се случи трагедијата во Кочани, сега нема ни една полициска кола, повторно е хаос во сообраќај. И што сега ќе живееме од една до друга трагедија?